Да, продолжуваме со емисијата. Тука го имаме политичкиот аналитичар Благојче Атанасовски. Атанасовски, ми се чини дека доаѓате во вистинско време за анализа, токму после оваа дебата која имаме на престаничките на жени. Па можам да кажам дека во поглед на реториката, на начинот на дискусија не видовме ништо ново. Дали видовме нешто ново од суштината на изјавите, тоа е друго, видовме, да, има таму ставови за разни прашања, но сега зборувам за политичката реторика. Директна, жестока конфронтација, несогласување за ниту едно клучно прашање и ми се чини дека никако не успеваме да најдеме тука консензус во политичкото функционирање. Тоа е големата трагедија на македонската парламентарна демократија во изминативе 30 години. Нормално во секоја повеќе партиска демократија сите политички чинители кои учествуваат во политичкиот живот на едно општество и на една држава и која чинат самата демократија имаат право нормално, за тоа и постои демократијата, да имаат спротиставени различни мислења и ставови, но големата трагедија на македонската демократија е тоа што нашите политички елити, представниците од политичките елити во Македонија, од власти и опозицијата, без разлика како номинално тие се нарекуваат по нивните матични политички партии, не најдоа заеднички општествен консензус околу најважните прашања во македонското општество, во македонската држава, околу кои ќе се согласат. Прво, тоа е траекторијата на Македонија за членство во НАТО и во Европската унија. За волја на вистината не имавме огромни проблеми и пречки кон тој пат. Знаеме колку не чинеше влезот во НАТО со промената на Преспанскиот договор и од тука со промената на името преку Преспанскиот договор и од тука имавме едно согласување меѓу власт и опозицијата, но околу некои суштински работи, како што се реформа во судско-обвинителскиот систем, департизација на јавната администрација, подигнување на животниот стандард, средување на состојбите во целокупното општество, ние гледаме само обвинувања меѓу политичките конкуренти и напротив, како што се обвинуваат меѓу себе, јас мислам дека и едната и другата политичка елита во изминативе 30 години апсолутно учествуваа номинално во периодите додека мандатно владеа со државата и управуваа нивната политичка партија со останатиот коалициски партнер во изминативе 20 години. Гледаме дека тоа константа е дуи во катастрофалните состојби во сферите во кои тие ги набројуваат дека се катастрофални и се обвинуваат постојано дека и едните и другите се виновни се и тие во своето мандатно управување. Не можам да поверувам како може ние како општество и како држави, како политичка култура, односно не култура, како ние не исчекоривме неколку чекори напред и низ практицирање на повеќе партиската демократија во овие 30 години, апсолутно ние демократски и плурално да созрееме и да го напуштиме тој начин реторика и вординг на меѓусебно конфронтирање и да сватиме дека градењето на едно општество и на една заедничка држава апсолутно треба да се гради и низ мостови и низ соработка, бидејќи гледаме и преку примери од нашите директни соседи, Грција и Бугарија. Ќе го споменам примерот како таму во нивните општества и парламенти има општествен национален консензус по особено клучните надворешно политички прашања на источниот и на јужниот сосед, а едно од тие клучни прашања е така нареченото македонско национално прашање кое се поима и во бугарското општество како такво и во Грција проблемот со името, каде што гледаме во Грција и Нова демократија и ПАСОК колку да беа спротиставени, апсолутно изградија консензус во однос на третирањето на името на Македонија, како тоа да се пласира пред меѓународната заедница, бранејќи ги грчките национални позиции. Од тој аспект гледаме што се случува во изминативе 3 години во Бугарија, каде што 2 години апсолутно преповторуваат парламентарни избори, не може да формираат политичка влада, дека конфронтацијата меѓу политичките партии и сили во Бугарија е толку заострена, можеби повеќе од нас, но кога станува збор за поимањето на така нареченото македонско национално прашање, имаат консензус. Тука се единствени, единствени. Тоа фали кај нас и не можам да поверувам како нашите политички елити апсолутно, така да се изразам, политички очите си ги вадат, а не може да седнат на маси и апсолутно да договорат еден општествен национален став по однос на највисоките национални и државни прашања. Тоа за мене е апсолутно, прво, политички инфантилно, второ, политички неодговорно, државнички неодговорно, ако сакате, и се сведува на крајот на денот дека апсолутно
сите политички елити, представниците кои ги чинат тие политички елити, апсолутно го гледаат својот личен прво, материјален, партиски, дали станува збор на крај за национален и државен интерес, ја не може да видам. Апсолутно гледаме дека секој што влегол во политиката гледа како да се збогати, материјално да се реализира, партијата како да му остане на власт, не едноставно се замара како тоа Македонија ќе изгледа во наредните 5, 10, 15 години. Ми се чини, дали кога партиите во зависност од тоа дали се во власт или во опозиција, така ја менуваат реториката, дали мислите дека тој судир, таа конфронтација некогаш е само поради самата конфронтација, поради собирање на политички поени, поради постигнување на некоја партиска реторика, не на суштина, бидејќи сега да не се навраќаме многу наназад, имаме примери кога СДСМ биле во опозиција, кога реагирале за некои работи кон ВМРО ДПМН, а подоцна кога биле како власт, истото го прават истото, а овие па реагираат за работите кои они ги правеле, што прилично индикативно. Еве, например, конкретно за ова со Бугарија, сега за ставањето на бугари во Уставот, таму имавме едни, да речеме, еден флуиден став на ВМРО ДПМН, но кога ќе дојдеме до суштината, до самото прашање, кога ќе дојдеме до крајот, Христијан Мицкоски на некој начин тоа го сублимира, вели, може да разговараме за тоа, доколку добиеме гаранции од Европската Унија дека нема да бидеме блокирани. Значи, ми се чини дека тие се многу блиску, всушност. Еве и за тоа прашање, за ставањето на бугарите во Уставот. Нивната разлика е една тенка мембрана тука, нема некоја огромна разлика. Значи, тука ВМРО ДПМН нема став, не може, никогаш не треба да се стават вело. Да, може да се разговара, може да се стават. Зошто толку голема конфронтација еве за едно толку клучно прашање? Па тоа веројатно конкретно на ова прашање да одговориме, тоа што лидерот на опозицијата смета дека преку ова прашање може да предизвика, условно кажано, некоја политичка криза која ќе доведе до предвремени парламентарни избори кои тој постојано, особено после победата на локалните избори од минатата година ги бара, зашто смета дека рейтинзите се во негова корист и што побрзо да би победил на такви идни парламентарни предвремени избори со евентуално да формира влада. Од друга страна, јас не гледам суштински реална причина зашто тој упорно кажува да го бойкотира, односно да го спречува внесувањето на бугарите во Уставот, бидејќи Македонија е држава која од Уставот од 1991 ги признава припадниците на помалите етнички заедници, колку се таму 7 конститутивни во Уставот, така што сметам дека апсолутно од идеолошка гледна точка не може вие како политичка партија која сметате дека Македонија треба да стане членка на Европската Унија да бойкотирате и блокирате внесување на некој уставно малцинство, нека се и 3504, па нели се разговара да се внесат и помалите останати кои не се уставно внесени малцинства како што се хрватското, црногорското, па дури евроиското се спомнуваше. Од друга страна гледам дека лидерот на опозицијата едноставно како да фрла се на таа карта, да сака да печали поени кажувајќи дека Европската Унија треба да гарантира дека Македонија и понатаму ќе нема уцени и блокади, но кој е тој чинител од Европската Унија кој може да го гарантира тоа? Јас сметам дека Европската Унија е многу конфузна, мултинационална организација со недефинирана заедничка надворешна политика. Тоа се види во однос на прашањето на Бугарија. Голем проблем е тоа, јас многу пати сум го велел, институционалниот механизам кој го има самата Европска Унија, кој им дозволува на членките да го прават тоа што го правеше Бугарија со Македонија, претходно и Грција, односно да го потребуваат инструментот вето, но во овој момент гледаме како сето тоа заврши, ја гледаме улогата на високата американска надворешна дипломатија и вклучувањето на државниот секретар Ентони Блинкен, кој апсолутно, јас мислам дека на самитот во Мадрид во јуни изврши огромен притисок и врз бугарската политичка елита, па видовме дека владата во Бугарија падна, па и покрај тоа што му е срушија владата на Кирил Петков, на крај пратениците од владеачката тогаш партија на Кирил Петков, Продолжуваме со промената и опозицијската ГЕРБ заедно гласаа за тргнување на ветото, значи тоа станува збор за многу поширок геополитички контекст во однос на деблокирањето на македонските и евроинтеграциите на Албанија вклучително. Знаеме дека и Албанија беше колатерална штета на таа бугарска блокада. Сакам да кажам, Христијан Мицкоски веројатно не е свесен дека со таа блокада
Со завршување на скрининг процесот, доколку на вистина ВМРО ДПМН бидејќи суштински потребна пратениците минимум 6 или 7 да гласаат, како што евентуално се случи со гласањето на уставните измени за имплементација на Преспанскиот договор. Ако не гласаат сите, ако не се најдат дополнителни пратеници, тогаш ВМРО ДПМН и во очите на меѓународната заедница, на Европската унија и на американците ќе биде тој што е кочничар. Тие цело време ќе кажуваат и ќе даваат аргументи дека тоа го прават од принципиелни побуди, дека сакаат македонците во Бугарија да бидат признати, но во очите, верувајте, на американците, тоа ќе биде сватено дека апсолутно се одработува за руските интереси на Балканскиот полуостров и би било многу сериозно опасно Албанија да го продолжи својот евроинтеграцијски пат, а Македонија и понатаму да остане во блатото на држави од Западниот Балкан кои апсолутно немаат никаква европска перспектива. Тоа се Косово и Босна и Херцеговина. Американската администрација претходно тоа и директно го кажуваше. Па го кажуваше дека блокадата на Македонија влијае врз стабилноста на НАТО, јужното крило на НАТО е проблем меѓу Бугарија и Македонија како стабилизацијата на регионот, тоа се две земји членки на НАТО. Но проблемот е уште поголем ако Албанија продолжува по својот евроинтеграцијски пат, а Македонија понатаму па се врати на блокади од Софија, односно него испорача тој услов кој беше превземен со така наречениот француски предлог за вметнување на бугарите во уставот и одново Македонија да биде ставена во кош на Косово и Босна и Херцеговина, за кои волја на вистината гледаме дека се две невралгични точки на Балканскиот полуостров со нерешени етничко-територијални внатредржавни прашања околу идниот статус на тие две држави и мислам дека тука одговорноста на лидерот апсолутно е многу голема и јас не знам како тој ќе најде оправдување пред највисоките функционери од меѓународната заедница, велејќи им дека Македонија треба да добие реципроцитет. За жал, и да е формално правно така. Ситуацијата во меѓународната политика, јас многу пати сум велел и сум пишувал, самиот живот е суров, не по односите, меѓународните политички односи, колку се тоа сурови. Видете го прашањето на палестинците, видете што се случува сега во Украина, да не зборам правото на курдистанците што немаат сопствена национална држава, се 24 милиони и сите ние како држава и општество, не само етничките македонци, верувам и сите граѓани се фрустрирани од односот на Грција кој беше беневолентно дозволен од Европската унија наназад 30 години, сега оновие 3 години ветата последователни прво од Франција, па потоа од Бугарија, но ние мораме да се сосредоточиме со тоа што Македонија е држава која сака да стане членка на Европската унија, а овие две станале врз база на политичка одлука и сега го користат тој механизам право на вето. Сакам да кажам дека доколку сега се пропушти оваа шанса, нам никој нема да ни гарантира во наредните 10 или 15 години дали може да се најде некој фактор во Европа и во Америка кој ќе изврши потоа пак дипломатски притисок врз Бугарија, па бугарите да го сменат својот став или да се донесе поповолно решение по македонските интереси. Напротив, јас сметам дека секое решение идно ќе биде многу покатастрофално во однос на македонските државни национални интереси и дека сега ако ја плаќаме условно кажано високата цена со вметнување на бугарите во уставот, тогаш ќе платиме многу повисока цена и друга работа. Целиот свет тоа е аналогија со преговорот со Грција. Тоа многу пати е ама тоа секој некој што многу малку разбира од меѓународна политика тоа го гледал и поранешни премиери во вашето студио, во сите студија тоа го кажувале дека најдобро решение би добиле на почетокот. Ние со одолговлекување на тој проблем добивме такво решение кое апсолутно не е на страна на македонските национални интереси, но тоа е резултат на нашето одбивање да сватиме дека треба да ги решиме тие односи со соседите за да продолжиме кон нашиот евроинтегративен пат и тоа ќе се случи сега. Од друга страна, сметам дека целиот свет, посебно американската надворешна политика, па и европската, очите им се свртени кон Украина, воената руска агресија во Украина, за која веќе една година поминува, а никој не знае како ќе заврши тоа и покрај тоа што се вели дека се пробува да има некои преговори, но апсолутно воените активности и действија на терен ни кажуваат дека примирието и мирот е многу далечен од денешна перспектива. Сакам да кажам дека јас не мислам дека американците, доколку ние го пропуштиме и овој европски воз, одново и одново ќе се заморуваат со македонското прашање и ќе вршат притисоци врз официјална Софија да се. Значи моментумот сега е трасиран европскиот пат на Македонија на Албанија. Ние треба да го отвориме уставот, да го вметнеме бугарското малцинство во уставот и потоа конечно да ги отвориме тие 36 поглави кои значат трансформација на севкупните општествени сфери и пори на институционалното
живење, односно реформирање на сите тие работи кои и претходно пратеничката во ова студио пред мене кажа дека требало ние да ги смениме по природен пат, но се поставува прашањето: ако ние упорно вергламе дека Македонија плаќа висока цена за членство во Европската унија, јас се согласувам дека е така, и велиме цело време дека треба да најдеме внатрешни институционални капацитети, ние да ги подобриме сите сфери на општественото живење. Тогаш се поставува прашањето: зошто пратеничката, односно незината матична партија, во незиното 11 годишно владење не ги среди состојбите во судството и во обвинителството, во администрацијата, подигнување на животниот стандард, средување, ако сакате, со амбиенталниот воздух и животната средина, односно зошто Македонија не ја направи пристојно и достојно место за живење. Таа вели по природен пат. Па природниот пат го видовме, Македонија беше најкорумпирана, најкриминализирана земја, со највисок степен на корупција и партизираност, институциите на системот беа девастирани и ние функциониравме во еден вид на заробена држава. Тоа беше нотирано и од извештаите на Европската унија. Сакам да кажам, доста овој народ и овој граѓани се залажуваат дека нашите политички елити имаат волја или можат, имаат капацитет да најдат да ги средат состојбите. Видовме наназад 30 години од практицирањето на управувањето и на владењето на сите политички елити, Македонија до која дереče е доведена, односно ние да сме по сите параметри на опашката на балканските земји, заедно со Босна и Албанија. Ајде вака да видиме за ова што е исто така актуелно, тоа е влезот на алијанса можниот влез на алијанса во владата, иако гледаме дека ВД председател Арбен Таравари тамо демантира, па имаме контрадикторни информации, мислам дека повеќе од известно е дека тоа ќе се случи. Како гледате на тоа? Истото прашање го поставив и на пратеничките. Анализата е дека од една страна владеачкото мнозинство не му треба нема да му значи тоа зголемување на пратениците на алијансата, у смисла дека повторно нема да имаат двотретинско мнозинство, не значи нешто многу во суштина, освен ако не тргнале по патот да собираат мнозинство за уставни измени. Како гледате вие на тоа? Зошто токму сега? Па гледам од две точки, ако политички направиме некоја анализа. Едната е таа, вие кои велите дека треба да се окрупни тоа парламентарно мнозинство и да се направи еден фронт кој ќе дојде до 74 пратеници и да фалат уште 6 од опозицијската партиска композиција и незините помали коалицијски партнери, врз база на тоа да се изврши еден вид на внатре политички притисок врз опозицијата дека таа е единствена која го кочи евроинтегративниот пат, односно и понатаму става блокада на отварањето на европските преговори со Европската унија. Од друга страна и во медиумите прострујува информација дека вметнувањето на алијансата за албанците во владеачката композиција е еден вид на бајпасирање на така наречената огнена група во ДУИ, бидејќи лидерот на Демократската унија за интеграција. Ова е сега друга анализа. Друг момент, да, сакам да кажам, тие се веројатно двете гранки кои може да одат во два политички правци. Првата е да се обезбеди вид на внатрешен политички притисок врз ВМРО ДПМН и да се представи дека ВМРО ДПМН заедно со Левица се единствените две антиевропски партии согласно реториката на владеачките партии. Од друга страна, тоа е еден вид на бајпасирање на незадоволството од огнената група, бидејќи прострујуваат информации дека неколку пратеници не се контролирани, условно кажано, од политичкиот лидер на ДУИ, односно тие што се незадоволните од групата на огнените може да ги контролираат тие пратеници од ДУИ и на тој начин да виси самото парламентарно мнозинство, бидејќи се соочуваме со бројко 63 или 64 пратеници, што на вистина е тенко парламентарно мнозинство, односно да се Ахмети сака да каже стабилноста на самото мнозинство. На самото мнозинство и да не биде условно кажано Али Ахмети цело време уценуван од тие со некои барања, внатрепартиски барања за позиционирање во партијата или барања за поставување на високи државни и јавни функции. На тој начин Ахмети веројатно сака да направи, така народски да се изразам, со еден удар дуте па две муви. Од друга страна е многу интересно што веде председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари, кој веројатно ќе биде еден политички лидер на оваа политичка партија по ставката на досегашниот Зијадин Села, вели дека апсолутно тој се дистанцира
од политиката и реториката на опозицијската ВМРО ДПМН, бидејќи таа оди се повеќе во национализам и антиевропејство и дека таа се приближува кон реториката на левици, дека тоа не му се допаѓа. Од друга страна сакам да кажам дека јас не знам лидерот на опозицијата како смета еден ден доколку победи на предвремени или регуларни парламентарни избори да направи политичка коалицијска влада со представници на етничките албанци, кога гледаме дека апсолутно сите политички партии на етничките албанци се дистанцираат од таа негова реторика и политика, единствено БЕСА со 2 или 3 пратеници ќе остане опозицијска партија на албанците. Од друга страна, гледаме дека тоа може да значи, што го рече и вице-премиерот Артан Груби, постигнување на еден поширок, така наречен проевропски фронт со влегувањето на Алијанса за албанците во владата, кој ќе даде нов импулс и курс на државата, односно тоа ќе значи еден вид на поларизација тотална на македонската политичка сцена, каде што ќе се избришат етничките разлики меѓу политичките партии и повеќе ќе се оди на дискурс кои политички партии се проевропски, проатлански, а кои се антиевропски, односно проруски политички партии. Тука ВМРО ДПМН апсолутно мислам дека треба да ја преоцени својата улога, доколку така се постава идната траекторија на политичките разврски во Македонија, доколку биде поставена како со нож поделена македонската политичка сцена, на едната страна да бидат политички партии кои апсолутно прават се Македонија да ги почне преговорите со Европската унија, од другата страна да бидат политички партии кои прават се или наоѓаат аргументи и причини за да го и понатаму попречуваат патот на Македонија кон Европската унија, веројатно ВМРО ДПМН на таа страна ќе се најде единствено со тотално проруската и антиевропска партија левици. Мислам дека тоа апсолутно не е правилен политичкиот и пресметен политички ризик за лидерот на опозицијата, но ќе видиме како ќе се развијат настаните во идеја. Добро. Атанасовски, во поглед на аферите кои се продуцираат, две се најактуелни. Едната е изборот на обвинителот Ислама Бази, другата е давањето на пасош на украинецот Олександар Онишченко. Двете се жестоко критикувани од амбасадата на Соединетите американски држави. За едната кажаа дека се зачудени, другата исто така кажа прилично големи критики, доза на критика. Интересно е што ова не се случува често. Не се случува често Соединетите американски држави директно да ја критикуваат работата на оваа влада. Знаеме дека оваа влада на некој начин се обидува да биде комплементарна со прозападните, со евроатлантските политики. Ја внесе државата во НАТО, направи многу тешки компромиси, но сега ова е една прилично сериозна и аргументирана критика, ми се чини. Оно што мене ме интересира и што јас би ве прашал, интересен е моментот. Еве за Онишченко, например. Како, доколку он бил на црната листа на Соединетите американски држави и овие институции кои ги дали тие дозволи, тоа го знаеле. Зошто тоа го направиле? Како се дрзнале тоа да го направат? Мене, еве, навистина, ми е тоа големо прашање. Чудно ми е тоа како тоа се случи. Еве јас ќе ви одговорам директно и ќе се дрзнам. Веројатно станува збор за висок степен на корупција внатре во македонските институции, да не алудирам кон која институција, дали тоа е Агенцијата за национална безбедност или сите тие 3-4-5 институции кои апсолутно имале ингеренции да го проверат минатото на тој украински државјанин кој бил ставен на црната листа на американците, па по тоа што читаме од медиумите гледаме на кој начин апсолутно би си дозволил да кажам и криминален го стекнал своето огромно и енормно богатство, како тие институции кои апсолутно треба да работат на безбедносни проверки на идните македонски државјани, кои јас апсолутно сметам дека знаеле се дрзнали и дозволиле тој човек да добие македонско државјанство, па дури читаме во некои наши пишани медиуми дека тој отворил или имал на ум да отвара фирми, значи да развива бизнис тука. Јас мислам дека апсолутно сите институции кои се надлежни да го испитаат овој случај, скандалозен, катастрофален би рекол по нашиот углед како држава земја членка на НАТО, бидејќи реагира и
представниците од американската амбасада, мислам дека треба да продрат до суштината на случајот и доколку станува збор за директна висока корупција, односно дека тој украински државјанин потплатил со енормни високи суми на пари одредени луѓе, тоа треба да се испити овој случај да добие конечна, вистинска и реална ефикасна разрешница и завршница, не дали министерот за внатрешни работи или одредени луѓе да велат дека не знам ќе се поведе дисциплинска постапка по некои вработени во тој сектор во Агенцијата за национална безбедност и тоа овој скандал ќе се затвори туку така. Јас мислам апсолутно не, бидејќи мораат сите да сватат дека ние сме членка на НАТО, доколку сега ова се случило и ова ако остане така да се заташка работата, односно да се стават под тепих сите овие небулозни работи кои се случуваат и кои вие велите дека секој човек си го бара одговорот здраворазумски каде е направена грешката, мислам дека тоа во иднина нема нам да ни се прости, бидејќи ние како држава членка на НАТО имаме пристапи до најдоверливите информации, доколку секој некој кој соработува со рускиот режим на рускиот диктатор Владимир Путин и кој се мешал директно во внатрешните работи за изборите во САД и кој е ставен на црната листа на САД и добил туку така македонско државјанство, тогаш ние ќе бидеме едноставно третирани како држава, да се изразам жаргонски, село без кучиња. Мислам дека ние би биле екскомуницирани од највлијателните земји членки на НАТО кога треба да се поделуваат тие доверливи информации, бидејќи тоа туку така нас низ институционалното сито ни се протнувале вакви решенија. Апсолутно мислам дека институциите во наредниот период мора многу сериозно, дали под притисок на американската амбасада или ние сами автосугестивно треба да си направиме притисок како држава, да реагираме овој случај скандалозен, да добие реална разрешница, апсолутно да се види како сето тоа се поминало незабележано до моментот додека тој не беше откриен како скандал во сферата на медиумите, па потоа стана државен и општествен скандал, бидејќи доколку не се откриеше овој случај, веројатно тоа ќе останеше така и едноставно работата ќе поминеше, но мислам дека денеска и Соединетите американски држави, нивната администрација тука, па мислам дека и самите новинари апсолутно си ја вршат добро работата и ги откриваат ваквите скандалозни случаи, но власта, за да се испери условно кажано, да не биде зачуден и премиерот и министерот за внатрешни работи, апсолутно треба да инсистираат на суштинска, ефикасна и ефективна разрешница, не да има некој извештај кој колку така беневолентно ќе задоволи јавноста, односно нема да не увери во тоа каде се системските сега дека одговорноста се лоцира кај некои службеници во АНБ кои не ја направиле последната проверка и доколку одиме според досегашната пракса се прави обид таа афера да заврши таму, одговорноста да се лоцира кај некои понески службеници, директорот на АНБ фино лепо да се замени на функција амбасадор во Франција и сите срекно и весело да се забораваме. Па затоа кажав дека не треба така да се заврши овој скандал, бидејќи ние сме членки на НАТО, не знам тоа дали во реална практика на секојдневното живење го сваќаат и премиерот и министерот и сите политички елити и политичари кај нас, или мисла дека ние само формално правно номинално сме членка на НАТО и ќе може да ни се случуваат вакви скандали и во иднина, или дека разрешницата на овој скандалозен случај ќе заврши со одговорност на двајца службеници и чиновници во Агенцијата за национална безбедност и дека тука никој нема друг да понесе одговорност за ваков скандал во друга земја од Источна Европа која е член на НАТО, може и да падне и политички владата, може да имате оставки од министерот, па дури од премиери. Јас мислам дека ова не е банална работа туку така да се заврши со некој извештај со кој ќе се лоцира одговорноста во тие двајца службеници кои не ја направиле убаво таа проверка, туку мислам дека треба да се оди до крај и доколку има системска одговорност и од највисоките раководни места, тие треба да си ја понесат одговорноста за да се даде пример позитивен за во иднина дека ова ќе биде прв пат и последен пат или последен пат во иднина, бидејќи пак ќе напоменам, ние сме членка на НАТО и апсолутно вакви работи не се дозволиви. Да, и само една минута ве молам, навистина кратко, изборот исто на Абази, истиот ден кога дојде амбасадорката Агилар, некои прокоментира како да и мавнале шлаканица во лице, буквално онака метафорички, и амбасадата на САД тоа го кажа во својот став, колку пари, колку инвестирале во правосудството, во обвинителството, реформите.
да не се навраќаме, знаеме што се случи со СЈО, истата приказна како на некој начин да се повторува, ми се чини дека има голема разочараност во тој поглед. Да, апсолутно. Ете, да се надоврзам на метафората, имавнале шлаканица на новата американска амбасадорка за добре дојдено, таа веднаш ја возврати шлаканицата со на некое соопштение кое апсолутно не беше во дипломатскиот тон и речник, кажа дека они се запрепастени, бидејќи во изминативе многу години вложиле милиони средства за реформа во судско-обвинителскиот систем на Македонија. Постојано од американската амбасада ке нас се вели дека владењето на правото е суштинска компонента за оваа држава да стане членка на Европската унија и дека тоа е најголемата американска вредност и промотор на американската надворешна политика. Од друга страна, гледаме дека и премиерот ретерира и покрај тоа што му го честиташе изборот првично на Исламабази за нов шеф на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Сега вели дека треба и неговиот избор да биде наново оценуван, односно дека треба да се направи реформа во судско-обвинителскиот систем и дека има многу работа. Од друга страна, морам да бидам вака искрен и директен. Сметам дека ние како држава апсолутно свесни сме како е избран Исламабази, покрај тоа што пратеници од владачкото мнозинство ке кажуваат дека се запазени сите формално правни процедури. Тоа може апсолутно да е така, но позади формално правната фасада ние знаеме што се случува. Особено што тој човек доаѓа од родното село на неприкосновениот лидер, коалициски партнер и на СДСМ и на ВМРО ДПМН во изминативе 20 години. Јас ќе бидам тука директен, ќе кажам, за жал, фактички реален премиер на Македонија во изминативе 20 години, веројатно Али Ахметија, сите други беа номинално правно премиери кои водеа Македонија од Бранко Црвенковски 2002, завршувајќи со Зоран Заев 2021. Едноставно Али Ахмети ги трошеше на овој начин, понижувајќи го капацитетите внатрешни на ВМРО ДПМН и на СДСМ, ги трошеше сите своји коалициски партнери кои му беа премиери. Ќе видиме дали и понатаму он ќе може да обстојува на овој начин на владење. Мала речица е реалниот политички главен град на Македонија, не Скопје за жал, но морам да упатам критика тука и кон самата американска дипломатија и амбасада во Македонија, бидејќи тие велат дека вложувале во обука за реформа на судско-обвинителскиот систем, но тие вложува и во овие 20 години во обука, политичко и логистичко третирање и поддржување на ДУИ, Демократската унија, на интеграција да биде постојано владеачка партија. 2008 година ДУИ не беше дел од владеачката композиција на Никола Груевски, па имавме соопштение од американската амбасада дека ДУИ треба да влезе. Сакам да кажам, американците треба да се свесни што тоа значи ДУИ и реформа на судско-обвинителскиот систем. ДУИ во изминативе 20 години нема ниту една постапка од нашиот судско-обвинителски систем да се отвори предмет со евентуално обвинение за висок функционер на ДУИ, а ДУИ се смета дека е една од најкорумпираните организации. Така што и малку и зачуденост и запрепастеноста на американската амбасада јас не можам да ја видам во кој правец оди, се додека ДУИ е главен политички чинител. Атанасовски, благодарам за ова гостување, не истече времето. Вие почитувани, следевте уште едно Студио 10 на телевизија 24. Останете со нашата програма, за кратко ќе ги видите и најновите вести.